Пред 10 години тој го бранеше своето село од припадниците на ОНА. Пред 10 години храбро војуваше за слобода на Лешок и за чувување на слободата на Македонија. Пред 10 години Ѓоко Лазаревски го даде својот живот за селаните, за Лешок, за Македонија. Незаборавен од оние што знаат дека нема поголема доблест и нема поголема вредност од тоа да се сака ближниот и да се сака татковината повеќе од самиот себе. Не ме чекај, мајко, не ме барај, јас ти умирам. Токму такво е делото на херојот Ѓоко Лазаревски. Лазаревски е еден од македонските херои на поновата историја, кој со својот живот ја покажа лојалноста кон неговата татковина. Како резервист, Ѓоко сам се пријавува и оди да се бори за својата татковина. Тој и четворица негови другари неколку дена активно го бранат селото од нападите. Иако добива наредба да го напушти истото, Лазаревски останува на своја одговорност, храбро соочувајќи се со нападите. Успева да ги задржи припадниците на ОНА за да може селаните да се евакуираат и останува последен. По неколкудневната борба со противниците, Лазаревски е свесен дека повеќе не може да го издржат притисокот и да возвратат на нападите. Тој им јавува на селаните и неговите најблиски да се евакуираат што е можно побрзо. Овој голем човек останува храбро да се бори до крај. Погоден во главата, Ѓоко ја завршува својата битка за Македонија. Поради неможноста да биде погребан во родниот Лешок, кој во тоа време е освоен од припадниците на ОНА, вечното почивалиште на Лазаревски се наоѓа на гробиштата во Ѓорче Петров. Неможноста да биде погребан во своето родно село тешко ја погоди неговата мајка, која и денес со солзи во очите и болка уште еднаш запали свеќа на гробот на нејзиниот син, каде содржа 10-годишниот помен. Последните зборови на Лазаревски не ве остава Ѓоко вас. Остави ја траен белег кај неговите другари кои во последните моменти беа со него, кај сите кои го познаваа, но и кај оние кои се свесни за неговото херојско дело. Почивај во мир, голем хероју. Ти не загина залудно. Секогаш ќе се сеќаваме на тебе. Затоа во Сојузот на воените инвалиди на Македонија настојува по повод 10 години од загинувањето ќе покрене иницијатива за изградба на спомен обележје во неговото родно место, како и покривање и уредување на неговиот гроб, а исто така и улица со неговото име. Многумина неговото дело го препознаваат во стиховите од поемата Сердарот. Бидете смели, нечесноста не ќе не плаши. Споменете си кој ви навредувал земја и нека срцата охрабрат ваши. Горе глава, земјо вековна. Делата на Лазаревски, како и на сите останати припадници кои се бореа за Македонија, вечно ќе се паметат. Херојството на македонските синови и нивната жртва ќе остане за секогаш запишана во македонската историја. Нема сила да те совлада. Горе глава свеќа запали, имаш многу